It's beginning to look a lot like Christmas everywhere I go. Или што ви рекле овие нашите деца? Jingle bell, jingle bell, jingle all bell. And the sunny day. Хеј! И после ние сме немале музика, бе, седи море, седи шозбор. И како почна овој декември, одма почна обсесијата за нова година. Бо, кај да влезиш сек да има новогодишни украси некој. Сијалички, дунзурки, елки, зелки, што сакаш има, брат. Се е во новогодишниот дух. Куќите почнуваат да се украсват, градоите почнуваат да се украсват. Море се спремат забави, се спремат кафани, плоштади, а најмногу од секој се спремат децата, бе, брат. Сам добро, децата и жени. На моменти дури да не знаеш на кој му е поќе ќеф да украс, дали на жената, дали на децата. Уште ако ти и жена ти помлада вака како детуле, уживај. Од пред месец дена имаш прашање. Која ќе мести Мелка? Телката која ќе намести? Сијалички сакам вака. Дедомразовци такви. И тоа е битно, бе, бате. Битно е жената и децата што сакат. Мажо, кој го прашва, бе, бате? Така, пример сега, јас сакаме на шпиц. И пошто нема кој тука да ми го смени мислењето, јас ти удраме на шпица, па ќе го продолжиме муавето после. Божи, ајде, батин. Каде за нова година, бе? Тоа е прашањето. Значи јас заврши летото и клапни септември. Следното прашање е каде за нова година. И после кога поминат тие новогодишните празници, следното прашање е каде на одмор. Тие се прашања. За каде на одмор имам песна. За Великден веќе има од други. Ше каде за нова година направам песна и решен проблем. Уместо да прашваш, пушташ песната таа каде за нова година и одма ти кажува. И се додуша нашата нова година е на 14 јануари. А пошто ние сакаме да сме модерни, нели, во тек со светот, на таа нова година 300 други имиња му даде. Стара нова, прастара нова, српска нова, а уствари е православна нова година. Аз мислам тој муавет да го ставиме за тогаш, пошто сега никој не ќе го слуша, то сега на сите му е битно што ќе се дешава за празниците. Порано пример беше полес. Порано се знаеш. За нова година ош в кафанава. И са дали е тоа уба работа или не, тоа е друго нешто. Имаш и тогаш и други места кај што сакаш дојш, ама 90% од народот се тепаја да платат карта во некој ресторан, кафана, нешто кај што ќе се дешава џумбус. Џумбус, голем џумбус, мајко направи. Или џумбуш беше тоа. Ке шо беше? Битно таму тоа беше рекламирање, бе, бате. Мислиш кога ќе одиш таму вака се ќе види. И некогаш беше, да ти кажам право, зависи од место. Рекламите беа сите исти. За сегде. Лајнен тон ефекти на гласо, ехо, чуда, ти реков ми рече. Мислиш пеачот та групата што ќе свири таму го макнато докрај како што треба за в кафана. Избороите беа исти. Најлудата ноќ, луда и незаборавна забава. Ќе си помините лудо и незаборавно, значи се со полудвање таму. И негде стварно се полудваш. Какви глупости си имате, ше не памтите, вие мали сте, прашајте ваши. Кој ќе се собереа сите? Кој ќе се фатеа наоро, бе? Свадба без зети невеста. Да вртат торото. Нова година. Мислиш, кој знае што постигнавме во животот, ќе славиме, ме сваѓа. Дека до година па истото ќе се деси, ама нема врска, ако зубо нека. Само радости ти. Па таму во понудата пиши пиење неограничено. Тоа што магично снемва пиење во 12 сато, тоа е друга работа. Бито таму пиши неограничено, зато ти ќе си још по совреме од 8-9 сато и локај до 11 патос доби. Да не можат да те изват од нас. Ќе се напрат сите питулица, пијат, играт, потат, никој не каснува. Ретко некој ко мене вака што не пие доди да касни. Па има некој ќе си касни, ќе си приземи од другите, тоа што ќе му остави на луѓето ќе со едно најлоче за кучето му е ова, ме сваѓа. За куче, 2 недели ручек да не предом. А се останато, брат, само игра, лока и пот. Мишкојни внатре. Кој видел вентилација тоа време, море, џам ќе отвориш, ама џамо му студина тие што се таму со масато ти вака напикани тие масите за покеќар. Ти го отвораш та некоја таму го затворот и вребра му мава, ме сваќаш, промајата опасна. Што значи внатре само мишкојни и чаралници, пошто се пушеше сегде. И батуле го ќе мани тоа алкохол околу 10-11 сато, кој му клапнеа фаците на сите внатре, автоматски негде некој нешто има проблем. Најголемиот проблем шо беше? Што ме гледаш, бе? Што ме гледа? Тој во гледало се гледа, самиот се гледа себе си, ама му е проблем, ме сваѓа. Кој е тоа гледало, тоа го гледа таму. Ти ќе виш некој стрико таму гледало пред него. Тој оди на као гледалото, мисли човек иди некој друг. Ајде му прави помин. Арно и тоа до гледалото му прави да помин. И се овој тргнува и тој тргнува, гледало, брат. Патос, брат. Питулица. Напарен, роđена ме мајка ни е познал. Пресмешно е кога се препијат луѓето, пошто пред да се напијат сите се вакви или трого ќе се поднапијат, ме сваѓа. После тоа клапнуваат цели се прат, како оние тиквите долгите што се горе потесно, долу пошироко вака клапнуваат скроз. Тогаш бе, брат, воздухот што го диши му смета, што да прави, тој не е до него. Вие мислите лесно е да си питулица. Ја да речиш еднаш, и то не еднаш, што секој ден е
не е лесно да си пит улица секој ден. Ај седи шо збораш. Тука има ќе се собират од работа, ќе слават нова година, од друштво ќе слават нова година, со фамилијата ќе слават нова година. Значи рачуне ти нова година е еден ден, нема врска. Тие пред нова година слават со фирми, со работи, со неработи, со чуда, со пријатели. Нова година слават таму кај што ќе видат негде в кафана и после тоа имаш прва реприза, втора реприза, петта реприза, репризи до стара нова година. За разлика од порано денешно време слабо гледам реклами такви ба. Додуша претежно и рекламирањето на интернет ојде. И тек тук се наоѓа по некоја слика направено, слика од овој, слика од оној, слика од овој направено како флаер. 5 различни пеачи денес во тој и тој клуб, ама луѓето во клубоите се премести. И не само луѓето, и кафаните во клубоите се премести. Оти порано се знаеш, ако сакаш еден тип на музика одиш в кафана, сакаш друг тип на музика одиш во некој бар, ако сакаш трет тип на музика одиш во кафич, четврт во клуб и така натаму. Денешно време нема вате. Дали кафана, дали клуб, дали кафич, истата музика е брат, истата клиентела. Не знам дали само таа клиентела остана или па сите се претопија во една клиентела пошто довде му дојде. Али битно кај дојдеш за нова година, поќе или помалце таа е програма. И пошто на луѓето како што рековме побитно му е да се направат питулица, да се откорнат од пиење, а не му е толку битно да плаќа мени карта кај што ќе се дупнат од јадење. А музиката таа е. Пус да не правиме муаве што сите сакат да видат видени модерни, ме сваќаш. Испод честа му е на некој луѓе в кафана додат, мислам немој ти се молам. Вака ќе си во некој кафич или во некој клуб, кај што пиење има колку сакаш, мезеќе клад нешто даска некоја колку да соли доди пиењето поубаво. Апетисани нешто ти реков ми рече. И ватуле тука ќе се откорнат од пиење. И на крај на денот не мора ни да јадат, бебате дома ќе си касни, ќе оди ќе се направи питулица. Кафана треба ем 6 пати поскапа карта плати, ем јадењето што ќе му дат неки да го јади. Ем ќе му пее некоја пеалка таму некаде со таа истата па истата музика. Вака во клубот ќе си оди, ќе касни некој кикирче леблебија нешто, ќе се дупни пиење и ќе му пее некоја пеалка таму. Те му пее пеалка, кој можеш пеалка да му пее, така хамам па математиката таја. Исто така денешно време голем број од младите планираат патување за нова година. Јас пример пошто ломна ни се дупнав од свирење пред новогодишно и новогодишно, ама кој речам се дупнав, не можев поќе да зборам. Лани решив дека нема си ја замарам глад. Си букиравме со жената за Рим, си поминавме Мерац, си се вративме за Божик, си се видовме со сите, си прославивме тука за Мерац. И имаше многу луѓе што го направи исто. И реално го ќе размислиш дека имаш авионски карти од 600 денари, а немаш мени карта под 1600-2000 денари. И не е така лоша опција да фатиш негде да прошеташ. И се таму по свето негде не знам дали ќе можеш да најдеш кафана е моја судбина ти ја пеј некој на овце, ама тоа е бате. Може да па и ќе преживееш без та музика ден, два или едно славење, не можеш да знаеш. А најголемиот број од луѓето што одлучуват да патуват негде за нова година или патуват негде во нашите туристички дестинации, кај што знаат дека ќе има некои големи концерти, или одат негде по југословенското приморје. Оти ќе речиш, оти таму бате има кафана е моја судбина, само тоа го има. Таму и да сакаш друго не можеш да најдеш. Цела XU естрада е таму негде по приморје. Кај сакаш влези некој популарен певец. Ти велат шо тука ќе ми пеј некоја таму или некој таму. Ќе одам кај извора што ја направи песната што ја пеј. Плюс наши сме таму, ќе се разбериш, држ не да ти реков ми рече. Ќе се снајдиш ме сваѓа. Ќе си букираш смештај. Ќе ти се јават, ќе те прашат јесте стигли. Ти му речиш стигли смо, ево путујемо. Још мало и стигамо. И го се разберите чудо некој. Таму уште е најлудата ноќ, лудо и незаборавно. Хаос не виде. То лудо и незаборавно ствари треба да окрстат лудо и заборавно, пошто до толку ќе се направиш питулица што ништо нема памтиш другиот. Колку ги имам такви другари пријатели, ништо што не памтат од новите години. Ама битно знаеш како си поминавме? Лудница. Да знаеш ти дали беше лудница или не беше, ама добро. Само напред. И тоа е брат. Како и секоја година, така и оваа година. Главна тема во декември ќе биде нова година, а главна песна која ќе биде Мараја Кери бевате. I don't need a lot for Christmas. There is just one thing I need. Треба му направиме македонска верзија. Ми треба многу забори, само многу подароци. Не знам после што да кажам, освен здраво како си. Ќе смислиме, а дур да ја смислиме, јас ќе морам да се одјавам пошто јам да му зафатам простора на сите, така. Така што толку од мене за денес, вие имајте си убав ден, а ние се гледаме пак во пет. Фала ви на вниманието и поздрав!